Често канев граѓански организации како политичка партија бевте присутни, ред е да бидаме ние присутни на вака важен меѓународен ден и секако и недела која што се отвара пред нас и да разговараме за прашања кои што се навистина болни во нашето општество. Секако ние не сме стручни како вас, кои што со години, некои децении работите на многу важни проблематики кои што ги тангираат нашите граѓани, но сепак сме овде присутни да слушаме и да дадеме своји коментари, за да може дебатата да се отвори и да носи резултат, секако позитивен резултат од оваа работа. И критикувајте не, тепајте не политичарите, оти не ни чинат работите од политиката и од политичарите во Македонија, секако вклучително јас сум политичар во оваа наша земја. Податоците кои што не опрекупираат сите, се основните податоци веќе познати на цела македонска јавност, а тоа е 500.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштија, 180.000 граѓани живеат со 40 денари на ден, 90.000 по 22 денари на ден и целото ова, ако продолжите да го кажувате, е убиствено. Според мене, како политичар, мислам дека, обидувајќи се да создадеме држава овие 25 години, Македонија изгуби душата. Државата изгуби душата и смислата на своето постоење, тоа како и секаде во светот, државата постои заради граѓаните. И никако поинако. Се додека исполнува функцијата за нејзиното постоење, а тоа е интересот исклучиво на граѓаните, дотогаш има и смисла нејзиното организирање, функционирање и постоење како држава. Конечно време, крајно време е да се вратиме на враќањето на душата на земјата наша, а со тоа мислам и да се откажеме од сите овие материјални аспекти кои што се преокупација на сите гласачи, а со тоа на политичарите. Материјални аспекти со кои што билдат мускули политичарите и пред избори и после избори. Постојано стана кампањата е постојана во оваа наша Македонија. Се изгубија важните елементи каде што граѓанинот, поединецот, индивидуата ќе бидат таргет на постоењето на цели институции, цели влади, цели парламенти, како што впрочем треба да биде. И беше кажано овде, на вистина е извитоперено од главнички наопачки, ни функционира општеството и единствено е возможно да го исправиме ако го вратиме на смислата на своето постоење. Не може да се залечиме душата како институции, како општество, ако дадеме 2.500 денари социјална помош. Тоа е само лечење на душата или се обидуваме да си залечиме душа. Со 2.500 денари никој не може да живее. И после и Ерџан и некој друг оди да собира и пластика, да собира и железо, а мора тој што ги откупува да му ги наплати на трансакциона сметка. И веднаш причина 2.500 денари повеќе да не ги зима. Ако велиме дека прагот на сиромаштијата минимум за поединец е околу 12.000 денари, не може да биде среќно општеството ако не обезбедиме приход до 12.000 денари на секој поединец. Јас сум ги правил и математиките. Генерално, за сите овие 35 до одредена инстанца и 45.000 социјални категории, приматели на секако вид на помош, зборуваме баш за сите социјални категории, вкупно во државата се потребни неко 18 милиони евра за да се избалансират барем првиот чекор на состојба. Како да ви кажам, тоа е споменикот Воин на конј и уште еден споменик, изберете го кој сака. Толку е тоа пари во Македонија. За да можеме на вистински начин некој да однесе лепче дома. Вчера Организација на жени од Струмица, Банка за храна и ние како општина заедно со бизнис секторот поделивме 100 пакети храна. Од после делењето на пакетите, односно кога излезе во медиумите, до денеска додека дојдов овде, имам лично јас пораки повеќе од 15. Каде можеме да земеме пакет? Храна зборуваме, за макарони, за шпагети, за таква храна одржлива. Луѓето барат храна. Значи, гладта постои во Македонија. И тоа е поразително за сите нас. Мораме да се посветиме на граѓанинот и поединецот со конкретни, прагматични чекори. И затоа велам, и трубете, и критикувајте, и немојте да ги оставите тие што носат одлуки во општеството. Заради тоа што пари има. Јас ви тврдам, сум упатен човек, 400 милиони евра годишно се крадат пари во Македонија. Ама се крадат, се плячкат како да е туѓа земја. Социјалната раслоеност е до тоа големо ниво,
каде што екстремно богатите не се во милиони денари, не се ни во милиони евра, стануваат во стотици милиони евра. Еден екстремно богат со стотици милиони евра ја подупира или ја помага социјалната кохезија. Сите елементи на ова наше општество мораме да ги преструктурираме и реорганизираме од секаков можен аспект. Мора да создадеме правично оданачување. Не можеме исто данок да платиме сите. Стига на крајот преку извршител и на најсиромашниот данокот да го плати. Кога ќе ги видите извршителите, во државата имаме 9 извршители, што 2014 година покажале нето добивка поголема од 500.000 евра. Тоа е плачка на најсиромашните. Богатите не доаѓаат до извршители, тие си и плаќат своите обврски. Тоа е најмодерната плячка која што се случува во Македонија. Од тука не е само праведното одначување. Државата мора да биде редистрибутор на богатството. Треба да зафати повеќе од побогатите, за да може да ги има сите тие социјални елементи да врати на посиромашните. Ама не е да му дадеш храна само на сиромашниот или да му дадеш некое месечно примање. Треба да има социјални работници кои што ќе работат за нивно вклучување во општеството, да ги научат луѓето сами да ја вадат храната. Денеска имаме социјални работници во центрите за социјални работи, зборувајќи со Фросина Ременски, ги видов по детали, кои што на папирна хартија ги делат социјалните помошти, толку е тоа. Никој не работи со социјално загрозените лица. Мора од секој аспект да го редефинираме општеството. Тоа значи државата својата улога мора да ја заврши. Преку буџетските пари, да го дига прагот на тоа што е најсиромашно кон нешто кон што е средно и се разбира на сметка на кој? На тој што користи најмногу национално богатство и право од оваа земја, тоа е богатиот човек од ова општество. И тој допрел до можноста да има концесии за минерални суровини, за ископи секакви, да гради на секаде и слични, нормално профитот доаѓа тука. И тој има да плати повеќе. Ако сакаме сиромашните да имат уште повеќе, да имат повеќе од тоа што го немат воопшто денеска во општеството. Вработувањето на младите е еден од изворите и на сиромаштијата. Мора да се насочиме со искрени политики на вработување на младите. Најголемиот пораст на Македонија тоа што не ги нема младите околу нас. Некој наш другар, пријател, дете, внуче го нема веќе, а нек ни бил овде. А тие се моторната сила, тие стварат богатство во државата. Значи и од тој аспект да ги примениме барем европските модели. Не знам, младинската генерација. Штом заврши зграбчи го. Како? Дај му тренинг, веднаш работа, државата е тука да интервенира и да го следи. Оти бизнис секторот сам нема да го повика. Мора државата да изгради политики и тоа опипливи, со пари. Директно како да тоа се мотивира за да тргне во работа секој млад човек или да создава нешто кое што и работодавачот ќе го види како нова додадена вредност за него, како за профит, но за младиот човек и како за плата. Од секој можен аспект мораме да ги реорганизираме работите и во суштина би го дефинирал вака. Мора да ја вратиме душата на државата. Душата на државата ќе ја вратиме ако институциите ги насочиме кон човекот, кон поединецот. Треба трајни политики и решенија, модерна Европа, солидарна Скандинавија ги нема до крај решено работите. Но има одлични примери кои што се овде применливи и можеме да ги примениме за конечно да кажеме дека има резултати почнало во Македонија да се чувствува ваквиот напредок. 60% под прагот на достоинството на живот се социјалните помошти во државата. И некој вика, добро, од каде пари? Постои во буџетот пари. Македонија не беше посиромашна кога имаше буџет од 1.7 милиони евра. Сега има 3 милиарди и 300 милиони евра буџет. Прашањето е, буџетот оди за глупости. Мора да се троши за граѓаните, за нашиот народ, за луѓето кои што живеат тука и се знае како, за најсиромашните. Најмногу треба да го полнат најбогатите, па после помалку богатите, а најголеми бенефитори мора да бидат посиромашните и, дај Боже, тие посиромашни да станат другата страна некој пат. Секој го посакува тоа. Тоа е тенденцијата, меѓу другото, на смислата на постоење на општеството. Јас се јавив само тука, останувам цело време со нас, ги повикувам и камерите да останат. Денеска е денот на сиромаштија
и борба против сиромаштво и глад. Нема поважно денеска од ова. Повикувам да останете, гледам има квалитетни точки за квалитетна дебата. Благодарам.